Во меѓувреме од 2000 до 2004 имаше настапи и на Балканијадите. Подсети се, овде има и медали, гледам колку медали од Балканијадите и кога беше тоа, кога беше освоен првиот медал. Учество на Балканијади имам доста. Од првата Балканијада како самостојна држава Македонија кога настапила 96 година во Ниш, па се до 2005-6 година. Значи скоро 10 години учествуваше на сите Балканијадите. Во почетокот имаше само во моје време една сениорска и една младинска Балканијада. Сега направија Балканијада до 17 години, Балканијада за помлади, Балканијада Добро, за постари. тоа е според овие нормативите, така да кажам, на Европската и Светската федерација, дава можност уште од мали години да се надпреваруваат, па затоа поделени се 17, па помлади младинци, па постари младинци, па млади сениори до 23 години, па сениори и така, да имаат можност за надпревар. И ти на која Балканијада дојде до првиот медал? Во Романија, Констанца. Пак се враќаме на 2000 година. 2000 година... Овде негде е тој медал. Да, Ке ги видат после сите медали. Ама не знам точно каде. Со романското знаме, па сигурно е ова. Еве, Констанца 2000. Тие се, таа е медаљата од Балканијадата. Бев трета на... Значи, ова е првиот медал Да. на Балканијадата, еве и вака да го покажеме, а после ќе го снимеме и него посебно, зашто тој веројатно многу ти значи, ако не и најмногу, затоа што ти донесе голема радост. Да, многу за ми таа знаеш, трка на Балканијадата, кажи ни противнички кој беа, што беа и така. Имавме полуфинале, имавме квалификации, полуфинале и финале. Имаше голема конкуренција. Грците, бугарите за спринтот, турците во тоа време и србите, значи имаше стварно атлетичарки што беа исто многу. Која година беше само? 2000-та. 2000-та, да? Значи јас бев младинка на 19 години. Се борев. Знаев дека морам да стартувам брзо, знаев дека морам да се фокусирам, таа ми е последна година младинка и дека морам да дадам се од себе дека таа е таа трка каде што морам да се докажам. Немав друга Балканијада, морав таму да истрчам. Во квалификации истрчав 12:30, доволно колку за да се пласирам во полуфинале. Во полуфинале исто некој сличен резултат 12:25. Во финалето со 12:18 освоив трето место. Мило ми беше што пред мене беа само Бугарија, надпреварувачката од Бугарија и од мислам Романија или Србија? Романија ме подсетивте. Да, романците исто имаат многу јака атлетика и атлетичарките од Грција и од Србија што ми беа најконкурентни, што стартувавме со исти резултати во пријавната листа, во стартната листа ги победи. Да, тоа голем успех беше за мене и за целата репрезентација. Ние и ден денес разговараме во федерација колку е тешко да се земе една медаља на Балкан, затоа што Балканот има стварно јака атлетика. Тука е Грција во поново време, Турција, гледате што прави на европските и на светските надпревари, земаат медали, освојуваат, се борат, во финалето се србите исто имаат добра атлетика, така да единствено... За Шпановиќ да не зборуваме. За Шпановиќ да не Супер класа. Да. И грците имале добри спринтери. Од секогаш има. Беше Катерини Тану на времето, моите почетоци, она трчаше на некоја Балканијада. А многу порано беше Папа Георгополу, беше втор на Европско првенство, сега ќе ти кажам, 1971 година во Хелсинки. Значи, сакам да кажам, имале спринт од секогаш, а има и во техничките дисциплини, за копје да не зборувам, Верули Сакорафа беа европски шампионки, а има и еден Папа Николау, скок со стап, еден период, ама многу кус беше и светски рекордер, брзо, потоа американците го соборија Пенел или Стенберг, некој од нив двајца. Ова го кажувам за да кажам дека грците навистина имаат атлетика добра во континуитет, сега малку со Тану и со другите дојде Кентерис. И така со околу допингот, дали е, не е, тоа си знае Федерацијата и ВАДА. Тоа е агенцијата специјална за допинг контроли, меѓутоа од секогаш имале
атлетика, па еве и во тој период. А ти успеа гркинките да ги елиминираш. Да, бев радосна, значи тотално небитно беше која ќе биде пред мене, битно беше јас да успеам да земам медаља. Значи тотално не ми беше, нормално бев задоволна што успеав тие што ми се директни конкурентки, нели нормално да ги победам. На истата Балканијада освоив две медаљи, едната беше на 100 метра, едната беше на 200 метра. Значи во 2001 година во двете трки трети место, така? Трети место, добро. да. И Тоа беа првите медали 2000-та. Одиме со Балканијадите. Потоа има уште еден медал, да, мисля, че. имам уште една бронзена медаља наредната година од Балканијадата во Грција на 200 метра. Тоа ми беше на првите медали нормално, многу повеќе сум се израдувала, меѓутоа оваа медаља ми е посебно драга затоа што бев прва година сениорка. Бев аутсайдер. Така, стартував, нема да заборавам, во 8 патека. Значи, трчав во 8 патека и дури ја завршив трката и не бев свесна дека сум трето место, затоа што после тоа ги гледам нашите, нели, ме поздравуваат, се радуваат, даваат аплауз. Не бев уште сигурна затоа што од 8 патека немате представа. Да, ти се гледаш само пред себе, не знаеш што се случува ваму, прва, втора, трета до 8. Јас гледам дека има некој пред мене, јас не сум, знам дека така беше убава конкуренција, тесна трка, значи не се знаеше, знаев дека фотофиниш треба да одлучува, ама дури и завршив со трка, си ги соблеков шпринтерките, си одам да си ги земам стварите и не сум ни свесна дека сум земала медаља. Имаше јаки, ги спомнавме, грците како домаќини имаа јаки спринтери, они ги освојуваа сите први места. Тука романците исто не се за подценување, пак ќе ги спомнам и турците, и бугарите. Едноставно не ни отидов со намера да освојам медаља. А ти на најлошата патека за 200 метри полоша, од 8 нема, па и за 400 исто. Да. Значи 8 патека бев и затоа, добро, викам, ајде 8 патека, добро, ќе дадам се од себе, нели нормално трка како трка. Сега секој се стреми да истрча барем, нели, ако не државен личен рекорд нешто да направи. Имав и личен резултат 24:75. Веќе таа 2001 се симнав со резултати испод 25 секунди, почнав да трчам 24 секунди. Уште од тогаш за подоцна 2004 да го истрчам и тој резултат од 23:75 на 200. На стотка 11:74 рекордот кога го истрча, која година, исто ми се чини 2004-та. Да. Таа ти беше вака најплодна година, так. Тогаш учествуваш и на Олимпијадата. На 100 метри 11:74 каде и во каква конкуренција беше постигнат тој резултат? Во Турција, во Истанбул, на Балканијада, рачунајте колку квалитетна Балканијада, кога јас со 11:74 бев четврта, рачунајте дека во наредните години со 11:70 се земало медаља, а јас не можев ни да помислам да земам тогаш медаља, затоа што беше олимписка година, беше многу квалитетна трка, беше многу јака, и тоа не ми веќе беше битно дали сум земала медаља или не, би беше битен резултатот. Резултатот, да. Тој беше последен надпревар, последен рок за одредување на патниците за Атина. Така да имав многу голем притисок пред таа трка. Прв пат, можеби да кажам, и најтешка трка ми е во мојата кариера што сум ја истрчала. Најтешка, ама и најубава трка, најуспешна, така секогаш ќе ми остане во убаво сеќавање. Имав голем притисок. Значи, тогаш беше последно, бевме во контакти со Олимпискиот комитет и со Федерација, последен рок за пријавување, Балканијадата беше... Знаеш дека не смееш да разочараш, да. Мора да истрчаш максимално и ти тоа го направи. Го направив, пак ќе кажам на моје големо задоволство, го направив сето тоа. Имав многу убав старт, многу убава трка. Не бев свесна колку имам истрчано, затоа што ви кажам, од претходните години, знаејќи дека со 11:70 се зема сребро или се зема бронза, а јас сега гледам дека не сум во првите 3. Па добро, викам, ајде барем накај под 12. Јас веќе имав истрчано резултати под 12. Имав на Европскиот куп во Нови Сад 11:91. Имав на митингот во Бугарија истрчано 11:81. Не беше Нови звезди, него во моментов не ми текнува силен митинг во Бугарија каде што учествуваат нивните најдобри атлетичари. Така да викам, добро, вајда сигурно ќе биде испод 12. Големо храбрување за една атлетичарка која ќе се симне под 12, веќе тука
зборува за некој квалитет и така, и ти стигна до 11:74, кажи какво беше чувството кога дозна дека си сигурен патник на Олимпијадата во Атина. Зашто секој спортист ми се чини мечтае најнапред да го облече дресот на државната репрезентација, да учествува на меѓународни надпревари, а врв на сето тоа да биде Олимпијадата. Бев многу задоволна и радосна затоа што успеав. Ама успеав со труд и со работа. Значи не успеав да ме стават во моментот, ајде, најдобра си, имаш некој просечен резултат, јас знам дека дадов се од себе, дека се жртвував тие... Се бореше, едноставно. Да, дека тие, значи, 2003-2004 година бев исклучиво посветена на тренингот, живеев во Софија во тој период и исклучиво бев посветена на атлетиката и на таа Олимпијада. И многу си бев задоволна, после тоа и нормално, не дека не бев оптеретена на самата трка во Атина. Тоа е Олимпијада, ќе мислам... Самата помисла дека учествуваш во Олимпијада. Ствара притисок и трема, значи самата помисла. Меѓутоа, уште пред да отидам таму, јас пак ќе повторам, бев задоволна и радосна затоа што успеав со резултат да докажам дека припаѓам таму. Да. Рачунајте дека точно јас бев со wild карта, меѓутоа нормите беа 11:60. Јас трчав 11:74. На Олимпијадата во Сиднеј нормата беше 11:60. Јас ја бркав таа норма, за жал не успеав да ја фатам. За Олимписките игри во Атина ја намалија таа норма, меѓутоа сакам да кажам 11:74 па и 23:75 се резултати кои што заслужуваат почит. Секој резултат испод 12 секунди на 100 метра заслужува почит. Тоа и ден денешен кога патувам со групата, со атлетичарите или со репрезентација по надпреварите, јас сваќам дека на Европски куп каде што се надпреварува нашата држава, ние сме трета лига, има репрезентации како Исланд, како Малта, како нели послаби репрезентации, меѓутоа добро, па Исланд и нема толку слаба атлетика, како понекогаш е Австрија, понекогаш од послабите репрезентации. Има сваќам дека првото место се добива со резултати испод 12, 11:90, 11:80. Значи ден денес тоа останало така. Да, тој резултат е вреден. Тој резултат е вреден. Тоа ми беше мене многу битно, дека сум постигнала нешто што е вредно. И бев се првенствено задоволна од самата себе, дека сум успеала да го направам сето тоа. Ништо не сум направила, нели, да ми е поклонето, да ми е дадено, да ајде сега, нели, ете, во моментот се најдобра. Сме имале ние случаеви и за некој европско првенство, и за светско првенство. Да, добиваш валд карта, па сега така, и да не си со резултатот не знам каде, одиш и се надпреварува. Така, некојаш треба, имале атлетичари што имале и среќа, така, нели со послаб резултат ќе успеат да отидат дали на европско или на индор. Да, ти си горда со самото тоа што еве со труд, со напори, низ добри трки стигна до тој резултат и благодарајќи на тој резултат беше определена, ако вели со валд карта да одиш на Олимпијадата, бидејќи тој резултат имаше вредност и така, не беше далеко од нормата. Тој резултат беше многу за мене битен од две причини. Прво што представуваше државен рекорд, а второ што ми обезбеди учество на Олимпијада. Значи, двете работи се исто многу битни. Една трка, добар резултат и две работи убави. Да. За Олимпијадата сега, кога дојде денот еве да стартуваш тамо во квалификационата трка, чувството кога ги виде покрај тебе оние за кои до тогаш само си слушала, читала, на телевизија си ги гледала и сега одеднаш и ти во борба со нив. Па имав многу голема трема, морам да признам. Стварно е настан кој што самиот по себе дава голем притисок. На трката на 100 метра истрчав 12:15, не, значи моје најдобро време, не мој најдобар резултат. Успеав од 63 атлетичарки, бев 42. Не успеав да се пласирам понатаму за следната рунда, да. Меѓутоа можам да кажам дека јас како атлетичарка сум го дала мојот максимум. Може би цела таа борба претходно пред Олимпијадата ќе се иде или не, цел тој фокус, нели, на тој резултат што беше во првиот дел од сезоната во јуни и во јули,
На некој начин не дека ме изморил, меѓутоа едноставно не успеав да ја одржам таа форма. Јас физички не дека не бев спремна, јас бев спремна, меѓутоа можеби повеќе психички не бев спремна да го дадам тој резултат. А тоа што го реков, Олимпијада, Да. некако страв те фаќа. Морам да признам дека имав голема трема. Па трките беа многу рано са бајле, во 9 или во 10. Олимпиското село од стадионот беше многу далеко. Се патуваше нели со автобус саат време. Да. Колорум пријавување треба саат и пол пред трка. Јас се сеќавам дека бев станата негде во 4:30 или 5 са бајле. Во 4:30-5 са бајле ниту ви се јаде, ниту ви се пие, ништо не ви се прави, така вие треба да се фокусирате за трка. Така да морам да признам дека нели вака се од денешен аспект кога гледам дека едноставно не бев психички доволно спремна за таа трка. Физички одлично си ги изработив тренинзите и тие параметри на тренинг што ги трчав укажуваа дека треба Тука да трчам. ќе бидеш околу тоа 11 резултат. 70 11 80 нака 11 90. Истрчав послабо, меѓутоа не бев разочарана. Не бев разочарана затоа што таа сезона имав многу трки, многу надпревари. Криво ми е нормално на Олимпијада што не сум го дала максимумот. Нема спортист што ќе излезе на стази или на надпревари што не сака да го даде максимумот. Јас не познавам таков. Така. Кога ги гледавме таму резултатите, ти со рекордот ќе одеш и во втората рунда Да. ако го истрчаше. Да. Ми е криво од една тој страна, период. ама од друга страна пак ќе кажам имав една стварно успешна сезона, многу добри резултати, едно големо искуство за мене и се надевам дека нели јас како тренер на сегашниве атлетичари ќе знам, дај Боже да дојдат во таква ситуација, веќе некои од нив и успеа да стигнат до таква Да, твоето ситуација. искуство да го пренесеш кај нив. Да можам да кажам каде јас во суштина сум грешала, а каде не треба они да грешат. И после таа 2004 олимписка година ти продолжуваш и сега твоите мисли се насочени повторно кон големи настапи. Затоа, впрочем, и се тренира, па стигна и до светското првенство во Осака 2007 година. За тој период, за тие 3 години од Атина до Осака. 2005-2006 активно си продолжувам со надпреварите. 2006 резултати испод 12 секунди, така да нормално мисли насочени спрема големи надпревари. 2006 значи со преку Олимпискиот комитет. Да, оние стипендии на талентираните што ги доделуваш и квалитетни спортисти, тие доби таа стипендија и отиде во Германија. Да, во Келн. Да? Значи 2006-2007 заминав за Германија. Германија многу за мене следуваше еден многу лош период, затоа што од самиот почеток почнав да се мачам со многу повреди таму. Имав проблеми со адаптација. Не беше како во Софија. Без проблеми, без Германија веќе нешто друго. Германија ми беше нешто друго ради тоа што сосема различен начин на тренирање, сосема различен пристап имаат кон спортот. Не успеав, можеби ради тоа што цело време се мачев со повреди. Од самиот почеток имав повреди со тетивата, имав болки, магнетни резонанси, паузи, пропуштени надпревари, тоа 2006 значи есента. А како дојде до таа повреда, бидејќи ти беше во полна форма 2004-2005, обично велиме истренирани атлетичари, тешко, ама еве кај тебе се случи таа повреда? Па најверојатно видете, нели, не можам да кажам истрошен организам, меѓутоа секој организам има слаба страна. Јас и денеска имам проблем со тетивата. Не со таа што сум ја оперирала, со другата тетива имам проблем, иако не сум активен спортист. Повремено, рекреативно ќе протрчам, нели, со децата на тренинг, ќе бидам активна, меѓутоа јас сватив дека тоа е ахиловата тетива е моја стварно најслаба страна, затоа што и со другата тетива што не ми е оперирана, јас пак имам проблеми. Дали од премногу тежок тренинг, од тешки тренинзи, дали едноставно тие ми се мене слаби места, јас не можам да кажам. Имав 2007 проблеми со тетивата, операција со калцификати правев. Значи 2007 учествував на светското првенство во Осака, во суштина тоа беше и мојата последна трка. Кои беа резултатите пред Осака на 100 и на 200 метри?
Јас претходната година имав само една трка истрчано од 12:60, значи за мене е тоа многу слаб резултат. Меѓутоа тој беше независно дали бил во Македонија најдобар резултат или не, сепак како најдобра атлетичарка во моментот ми беше укажана таа шанса да учествувам на светското првенство. На светското првенство имав многу големи проблеми со тетивата. На сам почеток јас осетив дека некоја оштра болка, значи ме помена во пределот на тетивата, меѓутоа јас не сум човек што сака да застане на сред трка. Јас завршив таа трка со разочарувачки, 13 секунди, што сум ги трчала на почетокот на кариера, меѓутоа јас бев повеќе загрижена за повредата отколку за самиот резултат. Никогаш не излегов да се жалам, ама знаете, јас бев повредена, истрчав вака слабо или така, имаше и критики многу за тоа учество на светското првенство. Да, дека обично и ние новинарите очекуваме кога одите на такви приредби, ако ништо друго, барем да бидете со постигнување подобро од она што го имате, од сопствениот рекорд, а тоа не само што не се случи, туку една секунда 20 стотинки ти истрча послабо таму, значи проблемот беше во повредата, и не сакаше да се откажеш во текот на трката. Значи тоа беше на стартното забрзување, првите 20-30 метра. Значи, рачунајте, јас остатокот 70-80 метри трчам цело време, се осеќам, јас, значи, трчам на пета, не трчам ни на прсти, јас знам како треба да трчам, јас не можам да трчам затоа што не можам да се кренам, да се потурнам, да отидам на прсти, значи, од што имам јака болка. Примив после тоа инекција, тука беа докторите од хрватската репрезентација, примив инекција за болка и јас штом се вратив после тоа во Македонија, правев операција на тетивата. Од најпрво една, потоа направив уште една, така да тука негде беше и... Значи со сака доаѓа полека и крајот на твојата кариера, имаш 10 балканијади, имаш 3 медали од балканијадите, имаш учество на Олимпијада Атина, светско првенство Осака, мислам, тоа се резултати и настапи што би ги посакал секој атлетичар, еве во моментов, ти тоа успеа да го оствариш, дојде крајот на твојата кариера 2007 година и сега ти размислуваш што понатаму. Се решаваш да останеш повторно во атлетиката, не можеш без да. Па оставив еден период убав од 2-3 години да се одморам од атлетиката. Период каде што не одев воопшто на стадион, каде што не пратев што се дешава во нашата атлетика и сватив дека ја така не можам да функционирам. Дека морам да се вратам и дека морам да бидам активно вклучена. Како можеше да издржиш 2 години да не одиш таму на тренинг или на надпревар? Ми дојде убав одмор затоа што претходно 20 години бев и цело време со тие притисоци, цело време па со повреди последните години, цело време со мачење, ќе се истрчали трката, нема да се истрча. И што викаш, има и друг живот од атлетиката? Така, имав едни 2-3 убави години каде што значи не бев оптеретена со атлетика, не бев оптеретена со надпреварувања, се истрчал, не се истрчал резултат и во меѓувреме се вработив во основно училиште, нели предавам физичко образование. Ти заврши факултет за физичка култура. Факултет за физичка култура, да, тука во Скопје. Меѓувреме, додека беше и атлетичарка и ова, стигнуваш и таму да ги полагаш испитите. Така. Работам во школа и сватив дека морам да почнам, нели, моето знаење да го пренесувам на некој друг. Сватив дека ми фали тој адреналин од трките, ми фали тој надпреварувачки дух, ми фали таа неизвестност, таа трема и започнав со мала група, со девојчиња од училиштето во кое што работам. Кој училиште? Истите Наум Наумовски Борча. Истите тие деца почна да ми учествуваат на сите државни надпревари во малите олимписки игри, организирани од Сојузот на спортови на град Скопје и на Република Македонија, како и на сите надпревари од Атлетска федерација. Тие девојки сега се веќе возрастни, дел од нив се во репрезентација влезени, во нашата младинска или во сениорска репрезентација. Многу сум горда на нив, имаме една убава група од 15 девојчиња и само едно машко, ама успешно машко. Сите се сакаат да се надпреваруваат, убава група, растат заедно, се развиваат заедно. Им посакувам успех, целосно им се посветувам на нив
и се трудам јас тоа што го, значи тие грешки што јас ги правев, да не ги прават. Ти беше и на Олимпијадата во Лондон, но не како атлетичарка, а имаше своја атлетичарка во Рио, па ајде малку сега за перспективите на македонската еве женска атлетика. Во Рио кој беше твој представник, односно представничка? Кажи ни нешто повеќе за неа. Така, во Рио беше Дрита Ислами, атлетичарката на 400 метра со препони. Атлетичарка која што има голем потенцијал, многу верувам во незе, исполнителна, посветена на работата, прав професионалец. Кажа за неа дека го собори рекордот на Димитровска после многу години, години успеа да го струши тој резултат. Има резултат од 61 секунда и 200. А глад на 400 метри колку има Дрита? Дрита минатата сезона имаше една трка на 400 од 57 секунди. Оваа година, меѓутоа, акцентот беше на пречките ставен, не беше на 400-ката. Оваа година верувам дека сигурно, со оглед на тоа како оди тренажниот процес, дека ќе трча и многу подобро од тоа. Имаме Европско првенство до 23 години, каде што нормата е 60 секунди и 75 стотинки, значи само ни фала 27 стотинки. Мислам дека после долго време ќе успееме да отидеме на едно Европско првенство, без разлика што е до 23 години, со норма. Не ни размислувам за тие 27 стотинки, јас очекувам многу повеќе од незе. Резултатот околу 59 секунди, кој што би значили полуфинале на едно европско првенство. Ти си во тимот, стручниот тим на репрезентацијата, ми се чини. Учествуваш и во тие активности на нашата атлетска репрезентација, сениорска, младинска. Каде си вклучен? Јас сум првенствено подпредседател на Атлетската федерација. Вклучена сум и во младинската и во сениорската репрезентација, одговорна за спринт. Значи работам исклучиво со спринтерите, штафетно трчање 100-200 метра, така да помагам во тој дел, независно дали е младинска или е сениорска репрезентација. И што може да очекуваме во блиска иднина од нашите најдобри атлетичари, еве, на Балканијадите, например? Од тука да почнеме. Мислам дека до 17 на Балканијадите, дури до 19 години, мислам дека имаме деца кои што можат да се носат со таа конкуренција. Конкретно дали ќе земат медал или не, тоа не знам. Вие сигурно сте информирани дека и бројката на држави кои што припаѓаат на таа Балканска асоциација е многу зголемена. Сега се 15-16, вклучувајќи го Израел. Ама тоа е добро за да има конкуренција и да видиш објективно каде си. Да, меѓутоа сакам да кажам, тоа е едно мини потешко се доаѓа пак до медаља. челните места и до медаља. Точно, значи многу потешко се доаѓа до таму. Меѓутоа има па од друга страна квалитетни надпревари. Тоа е едно мало европско првенство, 15 земји, рачунете учествуваат, држави учествуваат на тоа балканско надпреварување. Имаме младенци до 17 години, па и до 19 години што се конкурентни. Може би не освојуваат медали, меѓутоа се конкурентни на тие надпреварите, веќе во сениорска конкуренција заостануваме. Единствено Дрита Ислами со тие резултати е конкурентна и од незе можеме да очекуваме со резултат од 59 секунди медаља на Балкан, што е и моја наредна цел како тренер за оваа 2017. Какви се условите за работа? Клубовите, дали има некои засилување, дали материјалната положба и финансиската е подобрена во клубовите, затоа што знаеме клубот е основна клетка од каде што треба да излегуваат репрезентативците на Македонија, потоа и олимпиците. Така, значи... Еве, ти си подпредседател на федерацијата, што се презема на тој план? Прво, ние имаме голем проблем со стадионот. Во наше време, може би патеката била постара, меѓутоа стадионот работел до 7 до 8 часот навечер. Сега стадионот работи исклучиво до 16 часот. Вие рачунете дека тие деца одат во школа, одат на факултет. Значи тренинг надвор од стадионот, да, евентуално. Многу често се нормално надпреварите фудбал се одржуваат на стадион и ние верувајте дека сме оставени така на милосеве, да речам, во случајов на фудбалска федерација, затоа што они повеќето надпревари ги организираат таму, така?
Значи имаме многу голем проблем со тоа. За гардероби да не ни дискутираме. Значи ние на стадион немаме ниту еден објект затворен каде што можеме да ги оставиме. Стартните блокови каде што можеме медицинки, нели помагала, пластици, кажења. Да си имате свој простор таму да знаете, тоа го нема се уште. Тоа го нема. Така да верувајте дека јас сметам дека во наше време, независно што стазата била постара, дека ние сме имале многу побави услови за работа. Друго, стимулацијата на клубовите е многу намалена. Порано, значи, клубовите беа стимулирани со освојување, нели, на купот. Колку, нели, да се знаеше прво, второ, трето, четврто, да, добива месечно од агенцијата. Сега не го нема тоа. Сега тоа го нема, така да и клубовите не се, нели, не се стимулирани за понатаму, да има квантитет, па од таму ќе излезе некое дете. Така, значи порано на ние на еден куп кога ќе сме застанали, имало, нели, квалитетни клубови, секој се борел да го освои купот за да, нели, да добива, да, и да самото тоа, па ние сме биле на 100 метра, ќе застанеме по 4-5 групи. Вие да, верувајте придонесува да се создадат атлетичари заради резултатот на клубот и да дојде до тие средства. Атлетска федерација, значи ние често пати, и нашиот председател и ние често пати сме разговарале и со директорот на стадионот, се бара начини, значи ајде вклучен е тука и Олимпискиот комитет да се изнајде начин да се реши тој спор. Не верувам дека во текот на оваа година не е тоа спор, меѓутоа тоа е наш проблем што ние си го имаме со стадионот, со некористење на таа патека. Сега во оваа година 2017 не верувам дека тоа ќе се деси затоа што, нели, Скопје е домаќин на купот на Лигата на шампиони или на што е на УЕФА купот. Да, супер купот треба во август да се одржи во Скопје. Така, значи ние сме домаќини на сето тоа, така да оваа година уште помалку ќе имаме простор за тренирање. Добро, таму и фудбалските клубови веќе од јуни нема влегување заради теренот и така. Да. Добро, атлетиката од секогаш се мачала уште од давнешни времења. Се сеќавам уште јас кога бев активен така. Барем соблекувална имавме на градскиот стадион, работнички беше, јужната трибина, онаа главната трибина, под неа беа соблекувалните, се урна таа трибина, се изгради нов дел, беше ветено дека ќе не врата таму, ништо од тоа. И така е, секогаш атлетичарите се навикнати некако со маки да ги реализираат своите планови и да доаѓа до оние резултати што ги посакуваат. Александра, ти благодарам што беше гостинка во мојата емисија. За нашите гледачи да кажам дека тоа беше Александра Војнеска, нашата атлетска рекордерка на најкусите патеки на 100 и 200 метри.